Недела за неработен ден не го иницииравме за едно вакво законско решение, туку за вистински неработен ден. Ова е ставот на Штипското здружение Гласен текстилец, откако вчера власта најави дека од 1 октомври недела станува неработна. За штипските борци за работнички права, новиот закон е само продавање на магла, поради тоа што нема автентично толкување кои дополнителни дејности ќе бидат иземени од законот. Ова сега што се продава и од страна на Сојузот на синдикати како социјален партнер, сметам дека е само продавање на магла. Значи не е недела неработен ден, значи ќе биде работен ден и тоа за многу дејности, дополнително што нема автентично толкување. Кои се тие помошни придружни дејности, може да и произлезат уште 100 од нив, нема толкување и фактички ќе биде легално прекршување на работничките права во име на профитот. Понудениот закон во ваква форма не нуди никаква заштита на работниците и истиот ќе го оспорат категорични се од Гласен текстилец. Посочуваат дека во приватниот сектор нема евиденција за работно време и голем дел од работодавачите не ја исплаќаат прекувремената работа и работата за празници. Според истражувањата, македонскиот работник има најдолго работно време во Европа. Ако имаме најдолго работно време, зошто имаме толку ниски плати? Зошто имаме по 3 месеца неисплаќање на плата? Зошто имаме злоупотреба на државни средства? Значи, на кој останува повторно да внимава на недела неработен ден, дали ќе се почитува, дали ќе се евидентира, дали ќе се плати или дали на работникот ќе му биде даден слободен ден. И вчера кога го видов на оној наслов, недела станува, се остварува сонот недела неработен ден, мислам класична манипулација со работниците. Согласно законот, работодавачите кои ќе го прекршат законот ќе им се забрани работа од 15 дена, доколку го повтори истиот прекршок во рок од 1 година, забраната за работа ќе биде 30 дена. Дозволено ќе биде да работат продавници, трговски центри како и зелени пазари.